Добар ден и добре дојдовте во контактната трибина Бумбар на телевизија Нова. И денес повторно вие граѓаните го бирате настанот на денот од она што ние го издвоивме како еден потенцијален настан на денот. Табелата ќе ја погледнете, ќе ги видите и насловите, а сега да видиме за што дискутираме. Првиот предлог вели Груевски, СДСМ и ДУИ сакаат да направат дефакторизација на македонскиот народ. Предлагам да ја погледнеме изјавата во целост. Можеме да го видиме еден обид на СДСМ и на ДУИ да направат една дефакторизација на македонците, македонскиот народ, но и на другите етнички заедници, како турците, србите, власите, бошњаците, ромите и останатите. Таа дефакторизација нема да ја дозволиме. ВМРО, ДПМН и коалицијата за подобра Македонија ќе стои цврсто во било која ситуација на браникот на одбраната на државните и на националните интереси. И она што исто така карактеристично е дека гледаме дека СДСМ се обидува, се надпреварува на некој начин самата со себе, колку повеќе ќе даде нешто на албанските партии. И се поставува прашањето до кога така, до кога со тоа давање. Дали до моментот додека нема да остане ништо во државата за давање ќе се загуби еден ден и тоа што е стекнато со многу труд, со многу крв и со многу напор. Така што она што сакам да го потенцираме дека внимателно ја следиме ситуацијата, гледаме дека ни се случува она што ние го предвидовме во изборите и го испративме како порака до граѓаните на сите митинзи, на сите телевизиски настапи. Во сите ситуации, каде што кажувавме дека СДСМ подготвува редефинирање на државата, дека подготвува нешто што нема да му се допадне на македонскиот народ, но и на другите помали етнички заедници во Македонија, дека тоа треба да се спречи, дека тоа ќе следува. Можеби некои во тие моменти не го сваќаат толку сериозно тоа што СДСМ го најави, некој го препозна, некој не го препозна, некој мислеше дека тоа е дел од нашата кампања. Но времето покажа, и еве го сега времето на дело покажува дека СДСМ е цврсто влезен со намера да прави редефинирање на Република Македонија. А вториот предлог изгледа вака. Поради навреди кон судијата и непрофесионален и дрзок однос, специјалните обвинителки Катица Јанева и Фатиме Фетаи заработија казни за непочитување на судот. Во соопштението од судот се наведува дека односот на јавните обвинители од СЈО во судницата на судењето било крајно непрофесионално и дрско, и со тоа бил погазен секој принцип од Кодексот на јавно-обвинителската етика. Судечкиот судија мирно и достоинствено, како што доликува навршител на судска власт, во записник ги нотираше секој збор и навреда упатена кон неа лично како судија и судот пред кој се води постапката, при што за ваквото однесување повеќе пати ги опомена јавните обвинителки, како странка во постапката, да се воздржат од навреди и да постапуваат во рамките на професионалната етика. Но и покрај опомените, истите не престанаа да навлегуваат во збор на судијата, да го навредуваат, а со тоа и да го нарушуваат редот во судницата и да не дозволат судијата непречено и сконцентрирано да слуша што се зборува во судницата и да го води записникот, кој меѓу другото се доставува и до самите обвинители, велат од судот за случувањата на рочиштето. Според судот, предупредувањата и казните на судиката не биле доволно за да ги спречи, како што стои во соопштението, очигледната намера на обвинителките да одглумат некаква улога. Во истиот стил, Јанева и Фетаи одговорија дека казната ќе ја плател народот. Тоа се двата предлога кои што денес ви стојат на располагање. Го бираме настанот на денот на добро вам веќе познатите телефони 240 2002, 240 2005. Исто така, на располагање ви стои Facebook профилот на телевизија Нова, како и Твитерот. Можете да дискутирате и преку социјалните мрежи, секако доколку сакате и да се видиме, можете во инбокс на Facebook да ни пратите кој е вашиот Skype ник, вашето Skype име, а ние ќе ве побараме потоа. На располагање ви стојат по 60 минути и сега веќе нема да должам, ќе кажам ало и добар ден, кој ни се јавува? Добра вечер, Тања. Добра вечер, со кого зборувам? Тале, овде код Прилеп. Тале, повелете за што се одлучивте вие, што е настанот на денот? Вака нека биде, значи за изјавата на Груевски, значи дека СДСМ и ДУИ сакаат да направат дефакторизација на македонскиот народ. Ако се слагате бумбарот е бел, ако не се слагате бумбарот е црн.
Беле Значи, Бумбарот. за изјавата на Груевски, значи да. Добро, да чуеме образложение. Да, значи би сакал да кажам дека исто значи не поддржувам толку арогантно однесување на овие Фетаи и Јанева од СЈО, нали, против судот, а всушност треба да кажем значи во име на вистината. Да повикам значи вас како телевизија да таа вистина да кажете дека скоро сите специјални значи обвинители се синови или ќерки на суди, татко или мајка. Значи, тие значи, кои најмногу плукат по наше македонско судство, всушност се ќерки или синови на суди, татко или мајка, или па плюс, значи, или па татко или мајка му се или директори, бизнисмени, нели? Не бизнисмени, туку директори комунистички кои во време значи, на СДСМ како власт уништуваа намерно, ограбуваја наши македонски фирми, фабрики и избрка на улица 200.000 работници. Значи, таа вистина мора да се кажи, таа нивна ароганција мора да се разобличи и баш би сакал да видиме и снимки од ова нивно арогантно и злобно однесување на во судот. И сега би кажал нешто за првата тема, така накратко дека ме чуди, се прашувам значи како е можно во наша слободна и независна Македонија овие од СДС да дозволат самоуништување, самообезличување. Одлично зборуваше Каракамишева, нали, се пред малку. Да, и така би сакал да секој тоа да го види тоа интервју и повикувам македонци, брајки и сестри, сложно, храбро, достоинствено да одбраниме се наше македонско по вакви емисии на било која телевизија и со излегување на протести масовно, поготово за Скопјани. Се најубаво, поздрав. Ви благодарам, Тале, се најубаво и до вас. Вашиот бел бумбар за првиот предлог е веќе запишан. Изјавата на лидерот на ВМРО ДПМН Груевски, кој што вели СДСМ и ДУИ сакаат да направат дефакторизација на македонскиот народ апропо случувањата од изминатите 24 часа. Продолжуваме со вашите јавувања. Добар ден. Добар ден, кој ни се јавува? Здраво, Костадин на телефон. Костадин, повелете, зашто се одлучивте? Дали може да коментирам за двата предлога? Секако ќе гласате за еден, а коментирајте за двата. Ето така. Значи, за првиот предлог се да само и ДУИ што сакаат да направат дефакторизација на македонскиот народ. Сакам да кажам дека прво тоа нема да им успее, заради тоа што сите знаеме историски гледано дека над 600 години сме биле под турско робство, па никој они не успеале за 600 години да не поништат како народ, така да нема да им успее и на нив. Меѓутоа, начинот на кој што се однесуваат овие две партии е тотално против државен. Значи, најпрво, моје мислење е дека председателот на државата воопшто не треба да им дае мандат за да формираат влада. Нивното такво однесување само може да направи револт кај народот, кај македонскиот народ, кај оние 450 и нешто илјади граѓани кои не ги поддржаа ни воопшто, 450.000 македонци што си ја сакаат својата држава и што ќе направат се за да заштитат својата држава во било кој сегмент од општеството. Добро. А коментарот за вториот, рековте за двата, Костадин, сакате да коментирате? Да, за вториот е јасен коментарот за вториот предлог. Прво СЈО е неуставна институција каде што не знам воопшто зашто плата земаат тие специјални, така наречени специјалки. Пред се нивниот начин на однесување во судот со навреда на судијата е тотално неприфатливо за никого, а не за судијата. Сепак се они нели обвинители каде што треба да се однесуваат нормално пред се. Каде оди бумбарот, Костадин? За првиот предлог, сега не можам да сватам, јас сум против дефакторизација. Ако се согласувате, значи со ставот на Груевски, запишуваме бел бумбар. Се согласувам со ставот на Груевски. Бел бумбар ќе биде тоа. Благодарам. Благодарам, поздрав и се најубаво. Ќе го запишеме и вашиот бел бумбар, втор поред за првиот предлог. Во меѓувреме да проверам што се случува на Facebook. Бел бумбар за првиот предлог, за вториот црн бумбар од Ана Ивановска. Борис Чешларов дава црн бумбар за првиот предлог. Не можам да го видам Иван Тренчевски, односно неговиот коментар. Во меѓувреме и Сандра Николовски, и Борис Чешларов и Јошевски Мартин даваат поддршка на темите. Иван Тренчевски, вели инсейн, што чекаат македонците, до кога вака?
Добро, продолжуваме понатаму и Лазар Митков за првата тема ни дал еден бел бумбар, кој што го запишуваме. Значи, ако се слагате со ставот на Груевски, бумбарот е бел, доколку не бумбарот е црн, а Јанева и Фетаи казнети со по 2000 евра за навреда на судот, доколку го правдувате тоа. Бумбарот е бел, воспротивно бумбарот е црн. 3-4 веќе стана јавувања за првиот предлог, од нив еден е црн бумбар, останатите се бели. Добар ден или добро вечер? Добро вечер. Повелете, кој ни се јавува? Од Скопје да гледач. Добре, зашто се одлучивте? А прво да почнем за вториот предлог. Беше дадено изјаснувањето на кривичниот суд по повод однесувањето на Јанева и Фетаи. Сакам да кажам, го прочитавте изјаснувањето од кривичниот суд. Требаше да ја дадете и изјавата и на Јанева и на Фетаи по повод истата тема. По два, Добре. кога веќе двете, ако е вистина тоа, двете специјални обвинителки рекоа дека парите ќе ги плати народот, тоа може да се протолкува и овака. Да, они се платени од данъчните врзи на Република Македонија, према тоа е на вистина парите ќе ги платиме ние. Така да, за овој предлог, јас ќе дадам, сега не знам како би овдека, значи јас сум за Јанева и Фетаи. Се согласувате со нивното однесување? Не согласувам. Добро, значи бумбарот ќе биде црн што биле казнети. Направена е повреда на правилникот при донесувањето на записникот на второто рочиште. Дали не мислите дека за тоа си има судски процедури на кои што треба да си се реагира? Да веруваме на кривичниот суд преку соопштенија. Аха, добро. Тврдат така, дека Јанева и Фетаи тврдат сосема другачи. По повод ова првиот предлог, Да чуеме? јас не го разбирам ова дефакторизација. Јас знам само едно, дека разликата помеѓу СДС и ВМРО коалицијата во разлика во гласови е 15.183 гласа. Од тука произлегуваат и разликата во двата пратеника. Сега народот е толку поларизиран, толку поделен, да ова е стварно многу непријатна работа за Република Македонија. Така да јас тука морам да дадам бумбар или... Не, вие веќе го дадовте вашиот бумбар. Коментарот е сосема доволен еве и за првиот предлог, а бумбарот веќе го дадовте за вториот. Предлог за првиот предлог не би сакал да... Нема потреба. Нема потреба, ви благодарам за јавувањето. 2402002, 2402005, отворен за сите ваши јавувања. Добар ден. Добар ден, Тања. Повелете. Боне од Битола. Боне, зашто се одлучивте вие? Бел бумбар за првиот предлог. Во знак на поддршка на оно што го Во кажа? знак за поддршка, тоа што го кажа Груевски, јас мислам дека нема да успеат да направат никаква влада. Тоа го реков и пред некој ден, го реков и на друга емисија. Нема шанса некој да не ја редефинира државата. Тоа нека му е јасно. И на албанци, и на Заев. Заев нема да избега сега на трети, мора да оди на суд. Мора да го приведат. Значи, ако не го приведат да оди на суд, значи немаме држава. Тоа што да не дискутираме. А ова Јанева и Фетаи што се казнети, прво тие не се во правата смисла на обвинители. Тие се силеджи. Тие бранат некои сосем трети работи. Не брнат ни устав, ни држава, ни право. Не по 2000, требаше да бидат казани по 20.000. Нема да ги плати народот, со повеќе од сигурно. И ги платат и од нивните плати што ги земат по 3.000 евра. Нека не се фали дека народот ќе плати. Нема да плати народот. Јас сум во тоа сигурен. Ви благодарам, Боне. Проштавај, се најубаво, Тања. Ви благодарам, се најубаво запишан ви е бумбарот, настанот за кој што гласавте е во водство. Добар ден, кој ни се јавува следен? Проштавај, се најубаво, Тања. Ви благодарам, се најубаво запишан ви е бумбарот, настанот за кој што гласавте е во водство. Добар ден, кој ни се јавува следен? Ало? Зборувајте, ќе ве молам, го слушам својот глас во вашиот ТВ приемник. Зборувајте во слушалката, со кого зборувам? Ало? Повелете, во програма сте. Од Битола? Гледаче од Битола, зашто се одлучивте?
Се одлучив за бел бумбар за првата тема. Вашиот бумбар е бел и образложението да го слушнеме. Па точна е изјавата на господинот премиер Никола Груевски, бидејќи се врши дефакторизација на не само на македонскиот народ, туку и на другите етнички заедници. Кој е тој ексклузивитет? Некој да добива повеќе од другите. Никој не треба да добива, туку треба да ги остварува во рамките на Уставот и законите во Република Македонија. Тоа е се. Да. Ви благодарам, поздрав, се најубаво и вашиот бумбар 10 поред е запишан, 9 бели, 1 црн за настан со реден број 1, 3 јавувања, од кои што 1 црн, бумбар 2 за вториот предлог Јанева и Фетаи, казнети со по 2000 евра за навреди кон судот. Ајде да видиме што се случува на ѕидот на Facebook профилот на телевизија Нова. Кире Бакла Швакаровски или Свакаровски, бел бумбар дава за првиот предлог, го запишуваме. Тони Симоновски исто така ни дава бел бумбар за првиот предлог и не поздравува од Лондон. Поздрав до вас, Тони. Темелковски Николче, бел бумбар за тема 1. Иван Тренчевски, не видов зашто гласал, ке ми го вратите тоа. Иле Граматиков дава бел бумбар за првиот предлог. И тоа е тоа сега за сега. Добро, продолжуваме понатаму. Вие можете се уште да пишувате, да гласате и на Твитер, и на Фейсбук. Кажав, можете, ако сакате, доколку имате желба и да се видиме, да ни го оставите вашето скайп име во инбокс на Фейсбук и можеме и да ве побараме. Во меѓувреме продолжуваме и со телефонските јавувања, она што е најважно да видиме како вие ги оценувате овие настани. Кој беше настан на денот? Добар ден. Добар ден. Повелете. Дедо Љубе ќе даде за број 1 бел бумбар и сакам нешто малку да поддискутирам. Повелете. Ќе мора, таквија се прогнозите и индициите, ќе се створи независни група пратеници од страна на ВМРО, ДПМН и СДСМ, кои ќе формираат влада и ќе бидат најмалку 90 пратеници и ќе се створи една јака влада во Македонија и ќе си останат останатите као риба без вода. Македонија не може никој да парчи и да прави што сака со неа. Ајде, пријатно народе. Поздрав, Дедо Љубе, поздрав. Дека воа што кажува Дедо Љубе, на сите ќе ви се бендис. Ви благодарам за јавувањето, белиот бумбар ви е впишан веќе. Продолжуваме со нов гледач, ново јавување. 2402002, 2402005, кој ни се јавува? Ајде да видиме што се случува на Facebook, да видиме и таму, бидејќи во моментот гледачите гласаат на двете линии. Да видиме на Facebook што ни се случува или на Twitter евентуално, дали може? Ке ги повторам јас телефоните 2402002, 2402005. Дали гледачот гласаше? Гласаше гледачот. Добар ден. Да. Повелете, сепак сакате во живот да зборувате, повелете. Добар ден. Со кого разговарам? Димитар од Скопје. Димитар, за што се одлучивте вие? За првата тема бел бумбар. Бел бумбар. Го поддржувате овој став? А Јанева и оваа Фетаи директно удризуваат ова. Директно тоа не се какви обвинители, какви вакачи. Пријатно. Ако е тоа се, благодарам Димитар за јавувањето. Јас го побарав Фейсбукот и ќе се придржувам до тоа. Марија Ефремовска ни дава бел бумбар за првиот предлог. Игор Костадинов исто така дава бел бумбар за првата тема. Мики бел за првиот предлог и Николче Јовковски исто ни дал бел за првиот предлог. Профилот на Чаки. Бел бумбар за втората тема дава. Марија Ефремовска, веќе ја прочитав, бел бумбар за првиот предлог. И тоа е тоа во моментот. Продолжете со гласање. Ги запишуваме сите ваши бумбари без разлика од каде ни пристигнале. А на линија го имаме кого? Мајро Скопје. Повелете. Добро вечер. Може да... Повелете, гласајте. Зашто се одлучивте? За првата тема, значи за една тема или за двете да глас? Имате на располагање еден бумбар или за првата или за втората тема, а коментар може и за двата.
Аха, добро. Значи бел бумбар за втората тема. За втората еден бел бумбар. Да. Добро, и да слушнеме зошто. А за коментари, значи за втората тема, то, значи тоа не требаше да се случи, значи да се казнат Фета и Јанева. Тоа значи бумбарот не ви е бел, туку црн. Да. Добро. Да не се разбереме погрешно. Да, и за првата тема која беше, пошто не Вака, гласавте за втората тема, Јанева и Фетај казнети со по 2000 евра за навреди кон судот. Не се согласувате со тоа, така? Да, не се Значи бумбарот ви е црн и запишан. Сметате дека е тоа настан на денот? Да, за првата тема, значи тоа што е за... Изјавата на Груевски. Да, изјавата на Груевски. Се согласувате или не? Не се согласуваме. Добро. Бумбарот сепак ќе оди за втората тема. Да. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав се на ЮБА во 24020002, 24020005 и нов гледач на линија кој што сака да гласа како. Добар ден. Гледач кој што сака да гласа анонимно. Може и така. Добро, ќе го видиме бумбарот зашто гласал. А ќе одиме со другата линија. Во меѓувреме пристигнуваат бумбарите и на Facebook и на Twitter. Венера Илиева бел бумбар ни дала за првиот предлог, Ацо Јорданов исто така ни дал бел бумбар за првиот предлог, Димитар и Елизабета Велкови бел бумбар за првиот предлог, а Живко Најдовски прво не поздравува од Битола, поздрав до вас и дава бел бумбар за господин Никола Груевски, односно за првиот предлог. Така стоиме во моментот, сите овие бумбари кои што ги прочитав веќе ќе бидат запишани и ќе ги погледнеме во табелата, ќе влијаат врз оној конечен износ во изборот на настан на денот. Добар ден. Добар ден. Со кого зборувам? Гледач од Велес. Вие сте од Велес и да слушнеме каков е вашиот избор? За првата тема ќе гласаме со бел бумбар. Со бел бумбар. Да. Го поддржувате овој став и да слушнеме ваше размислување околу сево ова. Па нема размислување, што размислување, се е видено, се е кажано. Добро. Тоа е се. Да. Благодарам, може и така. Поздрав до вас, се најубаво, поздрав до Велес. Кој ни се јавува следен? Здраво, Тање, повторно од Велес. Повторно од Велес. Поздрав од Македонка. Господја Македонка, драго ми е што ве слушам, повелете. Повторно, Тање, желбата на македонскиот народ сака да игнорираат. Но тоа нашиот лидер, господинот Груевски, нема да го дозволи. Го има зад себе македонскиот народ, кој заедно со него ќе браниме нашата држава, ќе обраниме македонскиот народ, ќе обраниме македонскиот јазик. Македонија не е бинационална држава. Македонија е држава на македонскиот народ и другите народности што живеат во неа. Тука имаме и власи, имаме и турци, имаме и бошњаци, имаме и срби. Македонија е за сите тие народи држава. И нема да дозволиме да се направи држава само на македонскиот народ и на албанците. Нема да дозволиме втор службен јазик во Македонија да биде албанскиот. Македонија има еден службен јазик, а тоа е македонскиот јазик. Што се однесува за првата точка, ќе кажам дека повторно Фатиме Фетаи и Катица Јанева, партискиот председател на специјалното јавно обвинителство, го кажа своето незнање и својата непрофесионалност. Скандалозно однесување и уште згора на тоа кажа дека казната ќе платат од државниот буџет. Значи повторно казната ќе плати народот. Тоа не смееме да го дозволиме, тоа не смее да се случи. Казната се плати од нивните плати што ќе ги земат, а не од државниот буџет што им го дава и што ги плаќаат народот. Пријатно, Тање, и се најубаво. Поздрав и се најубаво, господја Македонка. Во знак на поддршка дадовте бел бумбар за првиот предлог и стои веќе запишан. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добро вечер. Или добро вечер, со кого зборувам? Зборувате со Идрис од Арачиново. Повелете, зашто се одлучивте? Па, искрено, со бумбари не сум до толку, меѓутоа ако стану збор за дефакторизација. Се слагате со оваа изјава или не? Не. Би сакал да додам само дека албанскиот народ веќе го дефакторизира ДУИ. Не се согласувате ДУИ да биде во влада? Не е до ДУИ, туку е до народот веќе да се освести дека мора сите заедно, значи да работиме за доброто на граѓаните. Не е веќе дали е СДСМ или ВМРО.
треба да не биде јасно дека дефакторизација мора на комплет политичката гарнитура криминално. Без разлика дали е ДУИ, СДСМ или тоа. Фактор треба да биде народот, велите? Потполно така. Пријатна вечер. Пријатна вечер, Идрис, чи нам рековте од Рачиново. Поздрав до вас, запишан. Вие рековте дека не се согласувате, значи ќе биде бумбарот црн за првиот предлог. Продолжуваме понатаму, потоа малку подоцна ќе го видиме и Facebook зидот, бидејќи таму имаме промени. Добар ден. Добар ден. Гледач од Гласа на оваа линија, додиме со другата линија. Сепак ќе одиме прво со Facebook. Тихи Ристов ни дава бел бумбар за предлогот со реден број 1. Кобра Хелмуеси, не знам ова како се изговара, бел бумбар за предлог број 1. Филип Николовски, бел бумбар ни дава за вториот предлог, а Билјана Николовска, не погледнав, Билјана Николовска, добро, ќе биде запишан и тој. Мими Плячковска, бел бумбар за првиот предлог и поздрав. Никола Димовски, бел бумбар за првиот предлог, не поздравува од Битола. Тоа е во моментот, така изгледаат бумбарите запишани на Facebook профилот на телевизија Нова. Добар ден. Добар ден. Со кого зборувам? Со гледач од Скопје. Вие сте од Скопје, зашто се одлучивте? За првата тема, бел бумбар. Бел ќе биде бумбар, од ваш коментар? Да. Кратко и јасно ќе кажам дека ВМРО и СДСМ го поделија народот и тоа не е убаво. Тоа е се? Да. Добро, ви благодарам. Ви благодарам, поздрав се на љубаво. Настан во водство предлог со реден број 1, изјавата на премиерот Груевски, малку немавме место за да стои сето запишано, но Груевски, СДСМ и ДУИ сака да направат дефакторизација на македонскиот народ, така треба да гласи. Јанева и Фетаи казнети со по 2000 евра за навреди кон судот. Имаме тука 6 јавувања, од кои што само еден е црн, а 5 се бели. Добар ден. Ало? Добар ден, со кого зборувам? Добар ден, гледач од Скопје. Бил или црн бумбар и зашто? Јас само сакам да ви кажам дека Македонија треба да е горда што има вака убави водителки. Ви благодарам. За првиот излагањето на господинот Груевски еден бел бумбар. Бел? За завршната негова последна реченица два бели бумбари, бидејќи на вистина треба да се бориме, а албанците ако се мажи и ако се сметаат дека сме тие 18, а ние 50%, па ајде да излеземе на Мегдан па да видиме кој е повеќе и тој треба да добие. За вториот предлог воопшто не сакам да коментирам, затоа што специјалното обвинителство е навистина специјално, затоа што господјата Капица и тие двете околу нејзе се на едно многу високо неинтелектуално ниво, и тоа што изјавиле дека ќе ги платат казните со парите на народот, нека бидат свесни дека еден ден ќе дојде да им народот на нив лично да им плати, па да видат кој е македонскиот народ и да видат какво е тоа партиско определување за партија која што воопшто нема никакви интереси да ја заштити Македонија и македонскиот народ. Благодарам за јавувањето. Поздрав и се на љубаво. 2402002 2402005 се телефоните на кои што треба да вртите доколку сакате да учествувате во изборот за настан на денот. Настан во водство првиот предлог, ќе видиме дали тоа така и ќе остане. Добар ден. Добар ден. Со кого зборувам? А со гледачка од Скопје Тања. Повелете. Емисијата ти е прекрасна. Благодарам. Сакам да дадам бел бумбар за првиот предлог. И да кажам, човек што садел по струмички чушки и зелки, ние не го прифаќаме да биде премиер на Македонија. Тој само за тоа е. А ова смокварката од Гевгелија нека бере смокви и само за тамо е. За ништо друго. Со 6-15 просек, ништо друго не може. Таа ќе си одговара за своите постапки што ги прави за Македонија. Таа ќе биде најголемиот предавник. Толку Тања и чао. Благодарам се на љубаво. Бел бумбар за првиот предлог, ставот на лидерот на ВМРО ДПМН Груевски, кој што вели СДСМ и ДУИ сака да направат дефакторизација на македонскиот народ. Добар ден. Добар ден, ало. Со кого зборувам? Еден македонец. Повелете. Од Македонија, поздрав до вас и до вашата емисија, поздрав мислам до емисијата и бел бумбар за првиот предлог. Добро. Никола Груевски добро се изјасни што ми му мисле на овој народ, овој човек нестабилен како Заев и како изиграва.
да го спасе само неговиот криминал и на неговите пајташи, таму што ни уништуваат државата и што ни продадат државни закони и да ни уведат некои си јазици што ќе може да ни прават само немири и нестабилна држава. И да ги запослуваат по институциите и да бркат наши граѓани од институциите. Тоа е, значи, многу зло дела што сака да не го наметнат. Заев треба да се суде и да оде за суд затоа што бега од судот 10 пати. 3 многу кривични пријема, криминал, за пуч, за прислушување и за диво населие исто се сликаат таму со хероите, терористите, убијците ги наречуваат од неговата организација. И за криминалот што го направи со Чаушот за фалсификување на лични карти пашеши. Чаушот е затвор, они не се со Оливер Спасов. Шара на Луција Маврони, институциите, на судови, на собранија, тони боја трошење, јајца трошење, насилнички се понаша, секаде по овој човек треба хитно да се затворе и достави со него. Ви благодарам. Поздрав и се најубаво. Фарис Фасилја, ви благодарам. Еве и тоа е став. Нема да читам натаму. Игор Богдановски, Бел бумбар ни дава за првата тема. Фарис се смее, добро. И Мими Плячковска дава црн бумбар за втората тема. Добар ден. Ало, добро вечер. Добро вечер, повелете. Сакам да гласам за вториот предлог и давам бел бумбар. Добро, се согласувате? Се согласуваме, да, и воедно би сакал да му дадам подршка на старо новиот, би рекол, премиер Никола Груевски и да порачам да не подлегнуваат на притисоците кои се вршат во изминативе 2 години. Тоа е се. Тоа е се. Ви благодарам што се јавивте. Евете ни се повторно 2402 002 2402 005. Добар ден. Ало, добар ден. Со кого зборувам? Александар од Скопје. Александар, повелете. Вака, јас сакам да гласам по однос на првиот предлог со еден голем бел бумбар. Добро. Бидејќи се јавувам прв пат да ви честитам што повторно се возобнови оваа емисија, каде што може да се слушне гласот на народот. Благодарам. Значи, како што кажа господинот Никола Груевски, ВМРО ДПМН останува на браникот на затковината, нема да се дозволи никој да си поигрува со Македонија. Гледаме дека Зоран Заев прави се, ветува се и се што раздава од Македонија како да му е нешто дадено од татко му и од мајка му од Муртино, па преговара за двоен јазик, не знам што. Значи, народот на 11 декември имаше избори и гласаше. Народот преку 450.000 дадоа глас за Никола Груевски. Нека не мисли Заев дека народот ќе седи дома, ќе гледа телевизија и ќе слуша како Заев ќе редефинира Македонија. Само нека проба да земе мандат, да формира влада, тогаш ќе се соочи со народот. Народот ќе излезе на улиците и народот ќе си ги земе институциите во свој раце. Нема да дозволиме илјадници македонци кои загинаа за слободата на Македонија, чија крв се уште не е исушена во земјата наша македонска, да биде поганета и погазена од еден изрод и еден предавник на македонскиот народ. Македонија е будна и Македонија чека знак. Ви благодарам. Ви благодарам. Ќе ве замолам само без навреди да биде сето тоа. Ви благодарам за јавувањето. Бумбарот ви е запишан. Добар ден, кој ни се јавува следен? Добар ден, добро вечер од Рачиново. Повелете. Име и презиме, затоа што има доста такви патриоти што одират за гради, а се кријат за таргачот. Добро, многумина и се представуваат. Какво е вашето име и презиме? Да, со име и презиме, Хевзи Бреза од Рачиново. Драго ми е. Повелете зашто се одлучивте? Рачиново, затоа што сме од тука родени. Не родени, него пред не знам ја кога. Сега, за гласањето, ќе оставам на последниот збор. Една секунда само. Некој вика, ќе вика граѓаните на улица, друго, трето. Доста дефне на улица, него да бидеме дома, да ги овака скоме рукавиците, да почнеме да работиме за оваа држава. Некој вика 2 јазика, 5 јазика, 100 јазика. Ја разбирам и македонски, зборувам помалце, колку толку, како што ме слушате. Сега, никој не го тера со сила, некој да го прави тоа што не му одговара. Едно, редефинирање нема, кантонизација нема, канализација ќе има, веројатно, затоа што
5 километри од урбана средина, ние немаме ни канализација, ни фекална, ни вода, ни ништо. Сега прашањето криминалецот, чудна работа, кај ја продал државата да идем јас да ја купувам, на кое место го терал заедно. Сега, тоа да не влеземе многу на тоа, со Бог напред ќе почнеме да работиме за наша куќа. Прво за наша куќа. И бумбар за да ви давам, нема да давам бумбар, него црвен картон. Не. Значи јас ви слушав, бидете фер сега. Бидете фер. 28.000 граѓани. Бидете фер. Јас ви слушав до крај, бидете фер. Почитувајте ги правилата. Тема пријатно за убаво да се слушаме. Ви благодарам, поздрав се најубаво. Следен пат, прво бумбар, потоа коментар. Добар ден. Ќе ве замолам, зборувате во слушалката. Ало. Добар ден, со кого зборувам? Добар ден. Се јавам од Рачево, Благоја. Повелете, Благоја. Ќе направи голема грешка господинот Ахмети ако му дозволи на Заев да води државата. Човекот не е стабилен, човекот не за државник да биде он та. Гледате дека човекот не е нормален, човекот ајдук е. Гледате дека све живо искраде, све живо направи лом таму та. Стварно ќе направи голема грешка господинот Ахмети ако направи со него коалиција. Гласам за првиот предлог Белбумбар. Поздрав. Благодарам Благоја, поздрав до вас, поздрав до Драчево. Продолжуваме со вашите јавувања 2402002, 2402005 и нов гледач. Добро вечер. Добро вечер, со кого зборувам? Поздрав, Љупчо Скопје. Поздрав, Љупчо, зашто се одлучивте? Да. Првиот предлог е Белбумбар. Белбумбар, првиот предлог и ваше образложение? Не сакам да кажам, да му порачам на овој Социјалдемократски сојуз Зоран Заев, дека нема толку лесно да ја продаде Македонија како он што мисли дека тоа така лесно ќе оди. Дека оваа држава уште има, ние што ја сакаме Македонија, и дека албански јазик да учат нашите деца, тоа нема да се случи. Сакам да видам присутен оно струмица која ќе уведе албански час кој ќе има прв пат тамо, на настава на албански јазик. Па да видам како ќе помине тој човек. А за овие двете, Катица Јанева и Фетај, па тие се понашат како примитивки човече. Ќе ги плаќале парите од буџет, па они се казните две, не казат некој друг, они треба си ги платат од нивните пари. Ви благодарам. Благодарам, Љупчо. Поздрав се најубаво Белбумбар за првиот предлог, веќе 50 јавувања на оваа тема. Добар ден, 43, пардон. Добар ден. Да? Тони од Маđари. Тони, повелете. Црн бумбар за првиот предлог. За првиот предлог еден црн, 44 бумбар, втор црн. Само една порака до Заев да кој ќе се врати од Сараево дека ќе си отиде право у затвор у Идризово и тамо ќе си го чека мандатот. Чекате малку, дали се слагате со ставот на Груевски? Со прекин нешто не слушам. Дали се слагате со ставот на Груевски? Да. Значи бел бумбарот не црн. Бел. Так, бел е бумбарот. Добро, бидејќи црн рековте, запишуваме бел бумбар. Добро? Значи граѓаните ќе излезат на улица, нема да дозволат Заев да разнебити Македонија. И тоа да му биде јасно, а господинот Ахмети ќе сгреши многу ако формира влада со Заев, затоа што ќе ги изгуби и Чаир, и Тетово, и Гостивар, и Струга, затоа што па ќе видиме после докај ќе иде неговата работа. Поздрав, пријатно. Ви благодарам, се најубаво. Продолжуваме со вашите јавувања. Добар ден или добро вечер. Ало, добар ден. Со кого зборувам? Се јавува Башким од Чаир. Повелете, Башким. Вака, за првиот предлог, црн бумбар. Да слушнеме зошто? Па, мислам, јасна е ситуацијата. ВМРО имаше шанса да направи влада. И не успеа да направи, и сега дуи направи влада со СДС. Мислам, те направи. И нема никој да излезува да протестира. Ако што кажува така овие криминалците. Дека некој ќе ги брани. Никој нема да ги брани. Ви благодарам ако е тоа се. Поздрав до вас и се наубаво Башким. Даце Николова, бел бумбар за првиот предлог. Заев во затвор, вели таа. Марија Џиџева, бел бумбар за првиот предлог. Драшко Терзијовски во Албанија, Фарис може. Ова е Македонија и Груевски ќе ја води.
Па ти, ако сакаш, удри се од земја, вели тоа. Тоа е ставот на Драшко Терзиевски и Илија и Билјана Димовски даваат за првата тема Бел бумбар. Добар ден, кој ни се јавува следен? Добро вечер. Добро вечер веќе, повелете. Мите од Германија, драго чедо. Убаво ми кога ве гледам на малиот екран, али ово што се случува ме потпуно разочарува. Зашто зборувате конкретно? Еве да ви речам, ово прво да гласам за Бел бумбар за првиот предлог. Добро. Ово што се случува од една страна доваѓа како нормалитет во Македонија. За овој наш, и јас се уклучувам во тој народ, поспан македонски народ, така и треба да му се случува. Према брадата доваѓа и бричот. Зошто ли го зборам тоа? Јас лично и персонално, Мите Василев, икс пати бусове сам организирал за Бон, за Брисел, за Луксембург, за Берн. Вие никогаш не излеговте, сакате за име, за презиме или што ја знам, никад не демонстрирате да покажете дека ви е ваша и наша мајка Македонија. Никако, а сега ви е криво. Па ако чекам ние се уште тоа да дојде да се формира, после не се ваде тоа од несвеста на некој си. Зоран Заев треба стварно да си оде на суд како можат лидерите од овие, не само лидерите, него представниците од ВМРО ДПМН да идат во суд, да ги сослушуват, а тој никако, што значи како и овие Јанови, Фетаи и останатата, да не ги сега навредувам, него сите тие што работат се селективни и контрапродуктивни на све македонско. Па освесете се дека тоа не све уништува, не са криви албанците, ние сме криви, а албанците имат јазик, све е дадено факултети, што никој у светот него тоа дава, а ние го дадовме, сега што пружиш прсто, раката, ако раката пружиш, однемате и тебе. Доста бре луѓе, освестете се еднаш. А да ви посакам пријатна вечер и секој ви добро. Ви благодарам, секој добро и до вас, господин Мите. Бел бумбар ни дава Билјана за првиот предлог. Вели ПС не ми се верува дека албанците молчат. Не им е битно што имаат неспособни градоначалници. Општините кои што тие ги водат се претворени во примитивни паланки, а им е битно, нема да го прочитам ова, да има албански во Струмица, комплетно назадување на државата заради изроди и карпели. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Гледачот се исклучи, се надевам гласаше пред да се исклучи. Немате уште многу време, ќе ве замолам да бидете брзи доколку се двумите. Добар ден. Добро вечер. Добра вечер, со кого зборувам? Кој ни се јавува? Во Бумбар на телевизија Нова. Добар ден, во програма сте. Одлично ве слушаме, повелете. Се јавувам од Житоше. Повелете. Се јавувам од Житоше. Зашто се одлучивте? 50 број 1. Добро. 50 бумбари црни. Не може 50, имате еден само, ама ќе го запишеме. Па еден нека видите. За овие криминалци така требат и тие требат во затвор да одат. Дали сте тука се уште? Да. Не се слагате со ставот на Груевски, така? Не, никако. И Катица Јанева и Фетај. Тие треба сите тие криминалци да ги судат и во затвор да одат. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас, се најубаво. Добар ден за следниот гледач. Доколку имаме време, бидејќи сме тука некаде на крајот. Или добро вечер, повелете, ве слушам дека сте на линија. Добро вечер. Со кого зборувам? Со Бојан од Скопје. Зашто се одлучивте? Одлучивме за за Бел бумбар, за втората тема. За втората тема во знак на поддршка на казната Бел бумбар. Така. Исто така би порачал на јавноста дека ова влада ако се формира, иако се уште ништо не е официјално, дека нема да трае многу и дека народот ќе го покаже својот глас ако треба и на улица. Добро. Не може во држава ако народот одлучил една партија да
ја води, а на сила да им се зима власт. Ја по мене така сметам дека е ова на сила влада. Значи во целост се слагате со она што го истакна лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Така, да, и мислам дека ова ретко се случува во држави каде еден премиер 2,5 години пробува да го бутнат од власт, а сепак останува на нози. Едноставно, мислам дека во брзо време ќе се реши политичка криза и дека ќе формира Никола Груевски повторно влада и ќе зема нов мандат со 4 години, како на локалните, така и на парламентарните. Ви благодарам. Белиот бумбар запишан, вбројан. Ние продолжуваме. Добар ден. Ало, здраво, Тање. Здраво. Славица на линија од Крива Паланка. Повелете, Многу ни е мило што сме пак заедно. Па каде си до сега, бре, лепотица наша? Тука сум. Благодарам за комплиментите. Ја гласам за првиот со Бел бумбар. Сите се ја сакаме Македонија. А вториот предлог, народот, ние народот сме Тање научени да плаќамо. Ако се правилни, ќе платимо народот. А ако не сме правилни, Танче, има и над нив некој што ќе суди. Поздрав, Тање, многу ми е мило што пак сме заедно. Драго ми е што јас што ве слушам. Белиот бумбар е запишан. Добар ден. Добро вечер. Добро вечер. Со кого зборувам? Кирил од Охрид. Повелете, зашто се одлучивте? Бел бумбар, голем бел бумбар за првата тема. И сакам да коментирам, да дадам еден коментар. Ги поздравувам Владо Јовановски, актерот, јунакот македонски, и Ленин Јовановски, главниот на моторџите, исто јунак македонски. Гласот, браќа наши и јунаци македонски го слушнавте овдека и во Охридско, и то многу убаво го слушнавме. Не сте само Скопје вие, со вас сме цела Македонија. Ќе дојде денот кога ќе одбраниме од издајниците, од изродите нашата мила Македонија. Ако можеле моите двајца дедовци да загинат за Македонија на 25 години и 23 години, и јас можам со своите 60 години и со браќата јунаци, како Владо Јовановски и Ленин и многуте јунаци македонски што се јавуваат, ги поздравам овдека. Главата горе, ние кичма не виткаме, ние ќе одбраниме Македонија, ние сме тие што ќе застаниме во најтешкото и ја одбраниме Македонија. Ви благодарам за јавувањето. Ве поздравувам. Продолжуваме понатаму. Имаме и доста јавувања. Бел бумбар за првиот предлог. Бел бумбар за првиот предлог да живее Македонија од Панче Џиџев е ова. Комаровски крсте ни дава бел бумбар, го поддржува гемиџијата Никола Груевски со својот комплетен тим, а за вториот предлог има само коментар. Специјалното обвинителство вели тој дека треба да се распушти. Со овој коментар ќе го затвориме и денешното издание на Бумбар на телевизија Нова, не затоа што не е интересно и затоа што не треба уште да се јавувате, туку затоа што едноставно немаме повеќе време. Го имаме настанот на денот, се согласивте со ставот на Никола Груевски, лидерот на ВМРО ДПМН, кој што вели СДСМ и ДУИ сака да направат дефакторизација на македонскиот народ. Ја слушнавте изјавата во целост и дадовте бел бумбар во знак на поддршка. Јанева и Фетаи казнети со по 2000 евра за навреди на судот, 11 јавување на оваа тема, 3 црни, а 8 бели бумбари. Го добивме настанот на денот, беше тоа белиот бумбар, бидејќи така вие одлучивте. Утре е петок, се гледаме повторно во истиот термин, 18 часот, со 2 нови теми, од кои што ќе го бирате настанот на денот. А сега ве оставам на Марко и неговата локумна.